Предлог законот за измени и дополнување на законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги е објавен на единствениот национален електронски регистар на прописи на Република Македонија, откако претходно се вградени дел од сугестиите кои произлегоа од претходната јавна дебата. Ова го истакна министерот за информатичко општество и администрација на јавната дебата со наслов Реформи во медиумскиот сектор, на која заедно со министерот без ресор задолжен за комуникации, отчетност и транспарентност Роберт Поповски разговараа со представниците на медиумската фела. Драфтот на предлог законот на јавноста и експертите и е достапен до 30 ноември, пошто ќе биде доставен до владата и собранието по претходно почитување на мислењата и препораките на ОПСЕ и на Европската комисија во делот на слободата на медиумите. Она што мене ми е цел како министер е не ние да ви кажеме како влада на вас медиумските работници што треба. Ние сакаме вас да ве чуеме и цврсто стојам на позицијата, таа е моја лична позиција, дека не треба владата да е моторот на реформите во медиумите. Треба да сте вие медиумските работници. Ние да сме тука да ви дадеме простор и механизми како тоа го направите. Ама на крајот на денот вие треба да се договорите што е тоа што е најдоброто за вас. Или можеби не треба никаква измена и никаква регулација. И професионалните стандарди ќе се кренат доволно за да може да се има некаква сама регулација. На јавната дебата, министерот без ресор, задолжен за комуникации, отчетност и транспарентност Роберт Поповски, истакна дека предложените измени се резултат на потребата од надминување на претходната долгогодишна хаварија во медиумскиот простор. Владата е посветена на создавање услови за целосна независност во медиумската сфера со цел да се професионализираат и департизираат националниот сервис и Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Овој закон е резултат на проблемите кои што ги имавме во општеството. И овој закон има намера да биде дел од реформата во медиумите. Владата нема намера никако со овој закон да направи дополнителни проблеми во општеството, во начинот на функционирањето на новинарската професија и особено во начинот на работењето на медиумите. Токму затоа се овие јавни расправи. Кога велиме дека целта на законот е да ги професионализираме и департизираме јавниот сервис и Агенцијата за медиуми, тоа е вистинската намера и за таа намера сте информирани сите, па дури и поединечно во овие 2 години. Сум имал многу средби и со представниците на националните телевизии, Сдруженијата на новинари, етичките комитети, другите приватни медиуми, ЗАМП и така натамо, се со цел да ги слушнеме информациите и размислувањата на секој од вас. Министерот Поповски подлече дека дебатата со медиумските работници нема да заврши ниту со донесувањето на законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, бидејќи доколку е потребно, владата ќе предложи да се формира работна група која еднаш месечно ќе состанува и ќе работи на детектирање и решавање на тековни проблеми. Целта е според министерот Поповски што е можно повеќе да се намали улогата на владата и во носењето на законските измени, ќе се побара поддршка и од опозицијата, за да се создаде целосно независен јавен сервис и услови за целосна независност и ослободување од било какви можности за влијанија врз регулаторот, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Дел од представниците на новинарските здруженија и медиумските работници ја поздравија заложбата на владата за отвореноста и транспарентноста во носењето на законите низ широка дебата во една од најсуштинските области на општественото живење.